Дали заминувањето од Македонија на првата странска инвестиција Johnson Controls, односно Visteon Electronics, ги потврди стравувањата дека странските инвеститори, откако ќе го соберат кајмакот, ќе исчезнат. Ефектите од странските инвестиции се бројат и промовираат на голема врата, но се молчи за трошоците, што и колку им дадовме на инвеститорите за да дојдат во Македонија. Со ова, почитувани гледачи, го најавувам новото издание на Тренд економија и бизнис. Наша тема: мит или економски концепт за развој? Странски инвестиции. И така на компаниите се скокачи, овие странските компании што доаѓаат. Тие практично не доаѓаат до нашиот пазар, немаат пласман на нашиот пазар. Тие скокаат до европскиот пазар, се приближуваат. Ваш став? Многу помагаат, пошто немавме фабрики, се беше уништено и со овие на премиерот акции и странски инвеститори во Македонија дојдовме до фабрики во малите градови. Помагаат, ето за Бунарджик видимо вчера што е било, колку помагаат, се селаат и да, не знам, ако некого помага, а мене не помага. Пик на неделата. Странските бизнисмени се потпираат на државна помош. Домашните бараат начин да си ги наплатат побарувањето од јавниот сектор. На оваа тема во студиото на 24 вести разговарам со универзитетскиот професор Методија Несторовски, на кој долги години во научната дејност во фокусот му се инвестициите. Професорот Несторовски, инаку беше ментор на премиерот Никола Груевски, еден од рецензентите на овој магистерски труд со наслов Кон излезот, посветен токму на концептот на странските директни инвестиции. Колку она што теоретски е запишано во овој научен труд е и применливо во Македонија. Одиме со ред. За 5 години само преку ставката за поддршка на инвестициони вложувања преку Агенцијата за привлекување на странски инвестиции се потрошени скоро 13 милиони евра. За изградба на слободните економски зони за 5 години вложени се 40 милиони евра. И овие трошоци секако не запираат тука. Ова е еден од поновите договори меѓу владата и еден од странските инвеститори. Во овој договор целосно се заштитени сумите што ќе ги добие компанијата по основ на државна помош. Што им дадовме, а што добивме од странските инвеститори? Сумира колешката Сонја Јанковска. Првиот странски инвеститор во скопски Бунарджик, Visteon Electronics или некогашен Johnson Controls ја напушта Македонија. Официјална потврда стигна од седиштето на корпорацијата Visteon во Велика Британија. За 24 вести од компанијата изјавија дека ќе ја напуштат Македонија кон крајот на 2016 година поради вишокот капацитети за производство во Европа. На 1 јуни Visteon ги информираше вработените во својата фабрика во Скопје дека компанијата има намера да ја стопира работата на погоните кон крајот на 2016 година поради вишокот капацитети во европското производство на компанијата. Вели за 24 вести Джоана Кристенсен од одделот за комуникации на корпорацијата Visteon, додавајќи дека компанијата има намера целосно да соработува со релевантните владени агенции доколку имаат било какви прашања во врска со оваа одлука. Од Агенцијата за привлекување странски инвестиции не добивме став за одлуката на корпорацијата Visteon. Оваа компанија работи во Македонија од 2006 година, а во 2007 доби државна помош во вредност од 8,8 милиони евра. Во истиот период на компанијата Кемет и беа одобрени 2 милиони евра, а решение за одобрена помош во вредност од 2,8 милиони евра имаше и за индиската компанија Мадерсон. Од тогаш до сега институционална тајна останува. Колкава државна помош по различни основи добиваат и другите странски инвеститори. Во договорот со дел од компаниите објавени од страна на Комисијата за заштита на конкуренција, наместо сума на пари за доделена помош стои ознаката XXX. Освен државна помош, странските инвеститори добиваат и низа даночни, царински и комунални ослободувања. Според владата, странските инвестиции се клучни за зголемување на извозот, намалување на невработеноста и бруто домашниот производ. Бранот на инвестиции во Македонија продолжува. Бројот на нови фабрики и нови работни места е се поголем и поголем. Мерките кои што ги превземаме како влада за подобрување на бизнис климата од година во година резултираат со се поголем број на компании кои градат своји фабрики во разни делови на Република Македонија.
Последните податоци од Народната банка покажуваат дека заклучно со првата половина од годинава салдото на странските директни инвестиции било 121,3 милиони евра. Од јануари до јуни, во споредба со истиот период лани, инвестициите се намалени за 34 милиони евра. По завршувањето на првиот квартал, инвестициите изнесувале 3,5% од бруто домашниот производ, стапка која значајно не е променета во изминатите 3 години. Пред само неколку дена беше објавена анкетата што ја спроведе Сдруженијето на млади истражувачи, а која покажа дека мнозинството граѓани ги поддржуваат странските инвестиции. Но во исто време не и сите бенефиции што им се нудат. Еве што покажа нашата анкета. Ваш став. Многу помагаат, пошто немавме фабрики, се беше уништено и со овие на премиерот акции и странски инвеститори во Македонија доста дојдовме до фабрики во малите градови кај што луѓето се запослуваат да не ги напуштаат селата, да седат поблиску до селата во градовите, се запослуваат како Кавадац, речеме Штип таму, што се отварат нови фабрики. Знаете ли можеби колку не чинат странските инвестиции? Па, јас мислам дека они финансираат, не знам колку, али сепак е доволно да Македонија почне да иде напред, да не седиме уместо да не тапкаме како понашто. Помагаат, ето за Бунарджик видимо вчера што е било, колку помагаат, се селаат идат, не знам, ако некого помага, а мене не помага. Мислите дека младите повеќе можат да се вработат во странските компании или во домашните? Што да ви кажам, не знам, njihov избор, дали може, дали ќе да работи за ситни пари, тоа е njihov проблем. Мислам дека треба да бидат рамноправни и странските и домашните инвеститори. Дека не треба да се фаворизираат странски. Тега превладуваат странските инвестиции, меѓутоа кој има можност од домашните да инвестира, нека повели. Мислите дека се во рамноправна положба и странските и домашните инвеститори или едните се фаворизираат? Према информациите, мислам дека се исти. Преглед, едне сите дава, домашните сите пропаѓат. Значи, од тие странски, како е, домашните фирми, се издава, се очекуваме да дојдат затоа што затворат фирмата и за така, нерентабилно. Инвестициите се добри мислам за нашата Македонија. Меѓутоа колку е ние тие работи користиме. Значи битно е во што се инвестира. Мит или одржан економски концепт за економски развој. Што значат странските инвестиции и инвеститори за економија како македонската? На оваа тема, како што веќе најавив, почитувани гледачи, мој соговорник е професорот, универзитетскиот професор Методија Несторовски. Професоре, добре дојдовте. Добре. Пред да го започнеме разговорот, имам обврска кон јавноста да кажам дека на оваа тема во емисијата го поканив и представникот, односно првиот човек на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции и во персонална комуникација и во официјална комуникација, но до реализација на емисијата повратен одговор воопшто немаше. Професоре, 9 години по концептот на, би рекла, враќање, воскреснување на слободните економски зони, концептот на привлекување на странски инвестиции од 2006 година до сега, ако направиме едно сумирање, како ќе го оцениме целиот концепт со неговите ефекти? Па концептот произлегува од суштината на економските проблеми што ги има земјата. Прво, во светот се одвива процес на глобализација. Прометот на капиталот или движењето на капиталот е еден од централните елементи на глобализацијата. Ние сме дел од овој свет, имаме прокламирано отворена економија, уште повеќе сме и мала економија, а врската со светот, да не препознае, може да ја направиме со извозот. Од друга страна, сакаме и да бидеме вклучени во меѓународните институции, организации и така натаму. Значи, стратешкиот пат е познат, тој не може да биде поинаков. Оттаму концептот е објективен. Нашата домашна акумулација е недоволна за да произведе релативно добри стапки на раст на бруто домашниот производ и да го подигне квалитетот на животот.
ни недостигаат неколку поени за да можеме да дојдеме до некој праг на само одржлив раст во земјава кој може би посакувал да тоа биде над 5-6%. И во недостиг на домашна акумулација е најнормално да се појавиме како учесници во привлекувањето на странските инвестиции во оваа форма која што е неколку децении се одвива во светот и покажува насекаде ширење и впрочем тоа е еден од најдинамичните процеси. Ако исклучите неколку години на пат во процесот на странските инвестиции во светот, другото расте со стапки кои се над 10, 12, до некои периоди и над 17-18%. Нема пожива динамика од овој процес во светот. Значи, ние сакаме да бидеме дел од него и да се приклучиме на тој процес. Значи, концептот не е сега правен. Концептот околу основните темелни елементи на привлекувањето на странските инвестиции или градење на прав концепт направен некаде уште кон крајот на 90-те години. Тоа беше во проектот што тогаш Академијата го водеше. Јас учествував во делот на капиталот и странските инвестиции и тогаш ги промовиравме базните принципи. И тие се такви. И денес кога ги поставиме, тие би биле. Тоа значи дека сме отворени, сакаме странски директни инвестиции и нема бариери. Ниту географски по потекло, ниту можеме секторски да ги ограничуваме, ниту треба. И на крајот на краиштата, најважното, тогаш го поставивме принципот на еднаков третман, односно на национален третман на странските инвеститори, значи во правилата на играта на нашиот веќе изграден стопански систем, да се најдат механизми да ја играат играта и на нашиот простор. Така и настана. Потоа беше нужно да се проучи што е искуството, какво искуството во светот, земји кои што успеале поуспешно да тоа го направат од нас. Јасно дека се проучи таквото искуство. Сите механизми, политики и во рамките на тој амбиент почна да се спроведува. Се формира инфраструктурата. Значи, некаде веќе средината на минатата деценија, 2006 нааму, се почна да се формира структурата, инфраструктурата на поддршката, институционална и политиките. Тие не се нешто посебно кај нас, тоа се проучени, тоа се универзални политики, прашање беше да се адаптираат на средината во која ќе се најдат странските инвеститори. Професоре, овој концепт кај нас генерално почива. Значи, оно што е атрактивно за странските инвеститори се практично ние бенефиции што се нудат на инвеститорите. Не е и ова непознатица како европска и регионална пракса, зборувам. Но сега со заминувањето на Johnson Controls, некогашен, тоа е една од првите странски инвестиции, толкувањата во бизнис заедницата, особено домашната, се дека ете по истекот на тој договор, бенефициран договор 2016, практично ќе се случи нешто што ќе се повтори со останатите инвеститори. Ќе заврши периодот на бенефицирање, на добивање на државни субвенции и инвеститорите ќе си ги соберат куфирите и ќе напуштат Македонија. За какви ефекти во ваков случај можеме да зборуваме кога странските инвеститори се подпираат на сериозна државна помош? Ова не треба да не изненадува и ние ќе мораме да се навикнуваме и на такви концепти на странските инвеститори, односно на нивните деловни стратегии. Не е непознато, 10 годишен период се раѓаат компании и се повлекуваат, а не камоли да се преструктурираат пазарно, така што нема изненадување во тој правец и кај ги има веројатно и други. Ова е централната работа е кои се мотивите на странските инвеститори кај нас и дали само бенефициите се привлечната сила. Тоа е централно прашање. Факт е дека Македонија нема доволно привлечна спонтана снага да привлекува странски инвестиции. Тоа произлегува заради ограничениот пазар и малите доходи. И тоа се централните елементи во економијата. Ниту пак суровините со мали исклучоци се значајни за да имаме наплив. И тоа што станува во нивната ресурсна ориентираност еден од факторите за кој прав економски фактор на
кој им предизвикува пониски трошци, тоа е трошокот на работната сила. Таа е релативно ефтина. Покрај тоа, кога странците ги калкулираат сите елементи и ги прават проекциите на економиските текови, ги вклучуваат сите бенефиции, значи ги интернализираат сите понудени бенефиции што владите им ги ставаат на располагање, за да си пресметаат показателите на ефикасноста на вложувањето. Тоа се традиционални методи, техники и тоа што се случи, и тоа што доаѓа. На страната на инвестициите гледаат кој е инвестиционниот трошок и тоа што вклучуваат мерките. Премија за, не знам, за градба на капацитетите или давање парично, ослободување од разни такси за при градбата, формирање на поволна инфраструктура за нив и така натаму, тоа го намалува инвестиционниот трошок. Од друга страна, во готовинските текови, во проекциите, има тие ефекти кои доаѓаат и се интернализираат во пресметките. Тоа се даночните ослободувања, давањата за придонеси, ослободувањата од други за персонален данок и така натаму. Сето тоа кои ќе го состават и кои ќе го пресметаат, менаџерите и аналитичарите ќе проценат во еден иден период, колкав е тој иден период, во нивната амбиција да обстојат на овој пазар, да видат дали им се покажува ефикасно. Се додека траат таквите елементи, може би и трае и ефикасноста, освен ако компанијата нема други замисли во доаѓањето. Видите, кај нас компаниите се скокачи, овие странските компании што доаѓаат, тие практично не доаѓаат за нашиот пазар, немаат пласман на нашиот пазар. Тие скокаат до европскиот пазар, се приближуваат. И тие едноставно не се репродукционно поврзани во нашиот модел на развој. И тука е слабоста на влезовите. Тие едноставно влегуваат, го истрпуваат ова што им се нуди, стануваат поевтини во нивните производства и се доближуваат до капацитетите каде што ги пласираат во Европа своите производи. Нивната идеја е тоа, тие скокачи, значи ефектот, ако сакате да го цените натре, да предизвикаат структурни промени, да предизвикаат влечење на домашни инвеститори е слаб, многу слаб. Тие одат во извозот, ќе повлечат увоз, одат во извозот, се создава некој позитивен нето ефект во како нето извоз и тоа е тој ефект. Вториот ефект се платите на луѓето како ново создадена вредност. Врските се многу слаби. Иако има аксесорни дејности кои се поврзуваат со овие капацитети, но недоволни за да предизвикаат видливи структурни промени во економијата. Повеќе работи ми отворивте, ама веќе почнам со последното, велите недоволно за предизвикаат структурни промени. Ние постојано слушаме, се бројат нови вработувања во слободните зони и надвор од нив нели работат странски инвеститори, околу мислам во слободните зони 3 до 4.000 вработувања, уште надвор околу 2-3.000 има реализирано во странските инвестиции. Во странските инвестиции. Потоа се зборува за оној ефект на извозот. Да. Но не се зборува ефектот на увозната страна. Значи, генерално, колку странските инвеститори, еве за целиот овој период, со целата оваа офанзива за нивна поддршка ги даде очекуваните резултати. Ве молам, само не случајно ве прашувам, еве, дел од бројките. Последните показатели на Народна банка покажуваат дека во првото полугодие се послаби инвестициите за 30-40 милиони во однос на ланското. 3 до 3,5 ни се движат проценти инвестициите од GDP, што ја вбројува Македонија повторно регионално едно од најслабите. Значи, кои се оние реални ефекти, импактот од овие странски инвестиции врз вкупната економија? Прво, можеме ли да ги измериме некако? Може, меѓутоа тоа е прашање на сериозен пристап. Значи, веќе се поминати 10 години, прилично, не се 10, но да речеме во овој концепт модел, тоа треба да се опфатат сите капацитети, не се премногу, и да се со една убава економска, општествена, кост-бенефит анализа, која ќе ги фати не само квантитативните финансиски ефекти, туку и другите, не само директните, туку и индиректните ефекти во стопанството и да ги процени ефектите. Тоа е само таквиот модел може да измери што се случува. Се уште е мала бројката. Тоа да се соберат ефектите и прерано е да се зборува за големи ефекти, затоа што инвестирањето е на долг рок. Ке се случуваат, ке си одат, ке доаѓаат нови и така натаму.
знаете што е најбитно? Не е најцентралното прашање бројката колку се. И некако сме преоптоварени, волку се, помалку се. Па добро, тоа се проекти. Некогаш ќе бидат подинамични, некогаш ќе бидат послаби. Битно е дали се одвива процес на привлекување, доаѓање, ќе има и одење, ќе се јавува, тоа е позната работа во светот, но битно е процесот дали тече. Процесот тече. Значи, тој концепт. Тие се тука, стопанисуваат, има некој, си го разбира во вработувањето, не спорни се, тие се бројки кои ги гледаме. Во додадената вредност толку колку што ја додаваат. И тоа може да се измери. Се разбира тука сите овие трошоци, бенефиции што се ставаат на располагање на агенцијата од владите, ќе може да се измерат, меѓутоа таква квантификација не е побарана и може само да сите капацитети да се во една анализа опфатат и можат да се... Не случајно ве прашав за сега ефектите, како можеме да ги измериме? Може да се измерат. Методи имаме, се разбира, тоа е, ви кажувам, обштествената, економската кост-бенефит. Не таа кост-бенефит што ја прават, како немаме. До сега не сум слушал да се направила. Ние имаме и кадри и оспособени луѓе за таа работа да ја направиме. Можеме да ја направиме во вид на проекти, да видиме каде сме. Но, поминува деценија, да речеме, можеби ќе се isfinansira и таков проект, да се приберат подоците, да се изанализираат и да се види каде се наоѓаме, да направиме еден пресек и можеби да се направат и промени во концептот, во политика. Значи, во научната јавност и од државните органи, воопшто ние, барем јас како новинар, не сум сретнала таа со економски популарниот речник кост-бенефит анализа. Економска кост-бенефитот има разлика кост-бенефит што ја прават компаниите и на микроплан што ги прават. Така, зборуваме сега за овој голем проект кој што велите дека треба веќе прераснат во процес. Да. Ние воопшто немаме, значи, тоа за гледачите да објасниме што значи кост-бенефит анализа економска. Тоа значи да ги собереме не само ефектите што ги предизвика непосредно капацитетот што дошол, туку да ги видиме сите посредни ефекти од примања, давања, приливи, одливи и да ги процениме квалитативните елементи на промените што ги предизвикува и да се обидеме да ги квантифицираме и да извлечеме една представа за процесот, за квалитетот на процесот. Без тоа не може, само ќе нагаѓаме дека има ефекти, нема ефекти, поединечно ќе ги видиме за некои компании, ќе ги предпоставуваме. Не можете да влезете во поединости внатре во елементите на бизнес секторот, внатре мислам на деловните показатели секаде, тоа од разбирливи причини, нели? Но ако се согласам, професоре, со вас, дека Македонија како мала економија во развој, немала друга алтернатива за да дојде да привлече странски инвестиции, освен сегашниот концепт. Видите, веднаш ќе ви кажам. Да? Ние имаме три фази во целата политика на странските инвестиции во изминатиот период. Првата фаза до 1997 нема инвестиции, инсайдерски откуп во фирмите, фаза без инвестиции. Втората фаза беше формирајте го системот и чекајте да дојдат. И доаѓа. Тоа беше фазата на преземањата на компании и така натаму и тоа заврши некаде кон. Значи од 2005-2006 наваму веќе концептот мора да се промени. Не можете што да понудите да се презема, а имате јасна потреба за развојни причини да привлечете странски инвестиции и концептот мораше да се преправи, односно да се постави на нови односи, а тоа значи трагајте по странски инвеститори. Донесете ги странските инвеститори. И тоа е промена на концепт. Не чекајте да дојдат да ве пронајдат. Да дојдат да ве пронајдат тогаш кога имате домашни силни ресурси. Квалитетни ресурси и тогаш сами ќе не најдат. Не треба да правите концепт. Ако го немате тоа да го понудите заради ограниченоста на пазарот и како што реков ресурсите, тогаш морате да барате механизми како да дојдат. Суштински, професор Несторовски, дали го спроведовме, значи концептот како концепт, ако се согласиме, не е непознат и е прифатлив и за регионот и за европски економии. Ве прашам дали е транспарентен кај нас. Пред да го почнеме разговорот, јас ви покажав, ова е ви на гледачите ќе го покажам еден од многуте договори склучени меѓу државата и еден странски инвеститор
во кој што еве кога ќе погледнеме внатре, сите суми и бенефиции години што се даваат се означени со XXXX. Значи, ние како новинари, еве, јас долгогодишен, сме правеле многу анализи и никако не сум успела да дојдам до една вкупна сума колку до сега ние сме дале за да дојдат тие странски инвестиции. Се опериравме со некои бројки, например 40 на милиони евра кошта инфраструктурната изградба на зоните за 5-6 години. Околу 13 милиони евра преку Агенцијата за странски инвестиции и некои субвенции. Но тука не завршуваат тие суми, се скриени преку различни буџетски ставки. Вообичаени ли се овие дискрециони договори? Се да разграничиме. Она што владата го става на општо располагање, било која и нашите агенции, така натаму зоните, тоа треба да е познато. Значи, трошоците на уредувањето на зоните, општите елементи за сите расположени, тоа сигурно мора да биде транспарентно. Има елементи што се елементи на договорите, тоа се бизнис договори. Затоа во преодот кога се поминавме на новиот концепт, се промени и стилот. Знаете, нас не беше непознат изразот лобирање за да добиете странски инвеститор. Колку напори се потребни од првите средби со еден инвеститор, потенцијален, може би поминува година и пол, додека тој не ги подготви анализите сите, за да се одлучи да инвестира. Во договорите, бидејќи си индивидуални, се склучуваат со секојот. Нормално, а таму има услови, речеме, за инвестициониот додаток, субвенцијата за градежниот, за фабриките. Од 100 до, не знам, до 500 или. Тоа се елементи за секој посебен. И сега не можете таков елемент да го оставите целосно транспарентен. Затоа што ќе се судрите. Ќе морате на вториот да му кажете зашто на првиот има 300.000, не знам, 100.000 и така натаму. Има елементи кои не може да бидат во оваа фаза. Се разбира, кои ќе завршат процесите и така натаму, сето тоа треба ќе се согледа. Оно што се деловни, тој се вообичаени. Кој ви дава денеска бизнис договор да Ама зборуваме за буџетски пари, за народни пари. Значи, сега тука доведуваме до транспарентноста. Не ви интересира дали на овој капацитет е толку и волку. Вкупната сума што е доделена, како инвестициона премија, како додавање, така мора да биде позната. Значи, дефинитивно, транспарентноста мора да биде како вкупни износи на средства по сите ставки. Точно е дека ние ги немаме. И јас ги немам. Не ги знам, не можам да ги добијам. Значи, тука недостасува целосна транспарентност. Не барам по капацитети. Купните да ги добиеме по сите елементи за што се насочени. Иначе како би направиле економска кост-бенефит анализа ако ги немаме тие елементи? Невозможно. Значи, нешто во транспарентноста е застанато. Тоа е слабост на процесот, тој си бара. Ова е општествен, економски, општествен процес. Тоа е општествена одлука. Да бидете домаќини на добри домаќини на странски компании кои ќе се надевате дека ќе направат една, не, пазите, само една трансформација, би бил претежок збор во економијата, затоа што нигде тоа не го направиле. Меѓутоа, вие знаете, во светот, ако ги соберете сите инвестиции и ги направите како бројка 100, и ги ставите странските инвестиции што пречекореле национални граници, па тие се повеќе од 10%. Светот се развива на домашните инвестиции. Според тоа, илузија би било дека странските компании ќе направат пресврат по економијата, ќе направат таков принос на бруто домашниот производ, ќе направат такви големи вработови и така натаму. Не, тоа би била илузија, тоа би било непознавање. Напротив, тие само ќе направат помош, тие еден додаток кој што треба да покренат, да инициираат, да прилепат, ако е возможно, домашни компании. Нам ни недостига права странска инвестиција за која ќе го повлече домашниот стопанство. Така, токму на оваа тема, би сакала овдека малку пауза да направиме, да повикам од режијата неколку изјави, меѓу кои на бизнисмени, кои што зборуваат и за оваа димензија, конекцијата помеѓу странскиот со домашниот бизнис. Да ги погледнеме изјавите, па ќе ги прокоментираме. Режија? За разлика од странските кај што владата, владени министри, цели делегации одат и по неколку пати разговараат со странски инвеститори во помала група на луѓе, домашните компании треба, значи, да побараат од владата за да евентуално владата даде поволност. За нас многу побитно е ако 1000 фирми вработат дополнителни, се создадат уште да вработат дополнително 10 вработени, тоа се отприлика нови 10.000 вработени, отколку да се отворат 2 фабрики со под 5.000 вработени.
Зашто е да така? Затоа што ако се создадат услови за овие компании добро да работат, мали фирми, тие ќе го дистрибуираат добрата на повеќе места. Оваа влада отстапи од правилото дека странските директни инвестиции се добре дојдени, но се дополнение на домашните. Значи не се нивна замена. Ни една држава, ни развиените држави не смеат, ако сакат да имат добар напредок и одржлив економски развој, да претпостават дека тешко идат домашни инвестиции заради повеќе причини. Може да е скапа цена на капиталот, може да е недостаток на менаџерски кадар, може да е ризична економијата, и се недостатокот ќе го замениме со странски инвестиции. Тоа никако не сме една неразвиена економија. Странски инвестиции да, но пред се домашни или еднакво силно и домашни привлекувања, а тоа не е случајот во Македонија. Домашните инвеститори се дискриминирани. Се второстепени инвеститори во однос на странски. Ја не можам да сватам зашто може за овие слободни индустријски и развојни зони, технолошки развојни зони да бидат преферирани за странците. Па дури понекогаш се исклучува за странци. Зашто? Ако веќе правите погодни услови за инвестирање, секој инвеститор е еднакво битен. Зашто ви е ваш битен пасошот на собственикот на капиталот, во смислот која држава потекнува? Што е тоа битно? Битно е дека работи добро, плаќа даноци и плаќа плати. И тој е добар инвеститор автоматски. Дали е домашен, дали е странец, дали е мешовито, домашни и странски инвестиции. Тоа уопште не е битно. А многу надолго како гледате, тогаш може да се почне и со политика на селектирање во кои дејности би ги привлекувале повеќе странските инвестиции, но тоа на подолг рок. За држава како Македонија не треба да рече од почеток така. На подолг рок и во кои дејности повеќе би сакала странски инвестиции. Треба да бидеме транспарентни институции, не партизирано судство, не партизирана администрација, треба да имаме во секој момент, да кажеме, стабилни институции кои што им даваат надеж дека нивниот капитал на странските инвестиции на сите компании кои што ќе дојдат во Македонија, тој капитал нема да биде во ризик во случај на некоја, да кажеме, политичка криза. Професоре, важен ли е пасошот на инвеститорот? Не. Знаете што е најважно? Еве, постојано се расправа нееднаквост на стимулирањето на домашните инвестиции на инвеститори така. Знаете, најздравиот принцип кон инвеститорите е национален третман. Еднаков третман за сите. Тоа е најздрав. Го имаме ли ние во моментот? Ние имаме нешто над. Према кога се работи за странските инвеститори, ние имаме нешто наднационален пристап во случајот заради потребата во оваа млада фаза да настане поинтензивен прилив на инвестиции. Така што овие погодности што ги има странците, навистина не ги имаат доволно нашите во инвеститори во оваа фаза и тие оправдано укажуваат на таа ситуација, но во овој период, во оваа фаза, веројатно тоа е објективно неопходно да имате поинтензивни стимулативни мерки, затоа што средината околу нас, окружението истото тоа го прави. Можна ли е промена на концептот и те да се отворат зоните? Јас пред неколку години имав прилика да посетам Хрватската слободна економска зона. Например, таму пристап и влез има и хрватски компании. Да, на тоа треба да се размислува убаво, да се обмисли и да се, знаете, да се овозможи. И домашните компании, да видиме. Меѓутоа, проблемот централен е, знаете, нема доволно се уште генеричка снага домашната економија да создава моќни компании. Кажете ми, кој инвеститор сега може да формира компанија од типот на овие што доаѓаат, па да ги користи бенефициите? Немаме, се уште сме млада економија. Овие наши капацитети кои излегува од фазата на приватизацијата, сега се во технолошки зафати и така натаму, не се оснажени. Малку се на број што можете да ги посочите, што може да предизвикаат сега со сопствени снаги некои позначителни ефекти. Понатаму тоа ќе се одвива. Тие ќе оснажуваат и сепак таа домашна компонента на капиталот ќе си го прави развојот. Така, но сите тоа зависи и други констелации. Вака, ова е магистерскиот труд на премиерот Никола Груевски кон излезот. Вие бевте ментор на премиерот, еден од рецензентите на овој научен труд. Се вели стручен научен, така. Кон излезот, странски директни инвестиции, економскиот развој и вработеност. И сега од оној дел што прочита, вие велите дека теоретски добро е поставен овој концептов, дека во 2006 е одбранет овој стручен труд. Практично и тогаш
владата, односно премиерот Никола Груевски, го промовираше враќањето на концептот за привлекување на странски инвестиции во Македонија. 9 години потоа, сигурно сте го прочитале, добро го знаете овој труд, секако, јас не успеав целосно да го прочитам, колку од ова што го пишува во овој стручен труд е применето и применливо во нашите околности, еве 9 години по напишаното. Па јас не мислам дека не е формиран концептот и дека не е применет. Тоа што тогаш, кај овој млад човек тогаш, кај не беше се уште премиер тогаш, имаше еден силен нагон за да се докаже во таа проблематика. И ние го поддржавме. Оно што му дадовме задача добро да проучи околу нас во светот како се тоа прави и да ги извлечеме елементите на кои ќе почива тој концепт. И тој така и почне. Проучи, ја формира инфраструктурата, формира мрежа на промотори, може би прешироко колку што требаше. Се внесе целиот себе си во играта, дури еден премиер, не знам дали треба толку тој да игра. Играта се гледа и пошироки општествени прашања и проблеми, да препушти повеќе на играта на овие другите министри и агенции и така натаму. Луѓето се внесе. Значи тој тоа си го спроведува како амбиција. И проблем во концептот тој не може да биде поинако, гледате околу нас. Тоа е тоа. Тоа се движи, тука не е содржано нешто што има нешто оригинално, нешто посебно. Значи да видиме кои се тие елементи што во таа констелација на привлечноста на Македонија како фактори може да се динамизира. Процесот кој беше, пазите, не само пред него, процесот на проектното привлекување почна нешто малку пред него. Джонсон Контрол се пред. Да, беше договарано. И тогаш така почна и така почна. Значи тогаш преводот веќе кон таков проектен стил на привлекување почна порано. Еве го првиот. Да, но оваа политика стана столб за оваа влада за да гледаме постојано како промовираме инвестиции. Не треба да, тоа е само еден столб. Пошто средниот живот политичкиот е многу сложен, ова е само еден елемент во економијата, не камоли во целиот општествено живење. Значи сите карти не може да се стават на овој столб на обстанок на некоја политика, некој концепт. Тој е важен, толку што е важен. Нели, толку што прави ефекти. Но кажам дека ако е 3,5% од бруто домашниот продоволството е мала, беззначајна мала работа за да врз него и ставите основите на економијата. Еден мал дел би сакала само еве да прочитам. Вели премиерот, првиот предуслов за странски инвестиции е обезбедување на политичка стабилност, функционирање на правото. Само една тука реченица. очигледно не е обрнал доволно внимание во овие години. Значи, сите забелешки што ги добиваме, гледате, од странство, токму тоа ни го потенцираат. Политичката стабилност, односот кон демократијата, кон соработниците, да речам, опозицијата да направите соработник, тоа е улога на оно што владе. Немате да искористите креацијата цела на општеството во овој процес. Судството да се постави на прави основи. Корупцијата која сметавме дека е зад нас, дека нема да расправаме, ни стана централна тема и да не знам во општеството не исцрпува и така натаму. Така што тој факт е една од кочниците. Дефинитивно и еден од неуспесите. Овие 9 години, ако сме тргнале од една точка, сме слегле на пониско скалило во овие процеси, значи имаме застој. Каква може да биде перцепцијата на еден сериозен странски инвеститор кој би сакал да дојде во една Македонија, каде што има ефтина работна сила, каде што има супер бенефиции, државна помош, дискрециони договори, но од друга страна имаме постојана политичка неизвестност, меѓуетнички односи на стаклени нозе, афери сериозни кои што задираат до врвот на власта, а немаат судска разрешница. Една таква силна поларизација, општествена, внатрешна, една таква непостојаност на законска регулатива видовме за 3-4 дена, 400 закони изменети и дополнети. Тоа се сигнали колку сериозно може да допрат до тие сериозни инвестициски одлуки што може да влијаат врз развојот на економијата. Знаете, тоа е прашање поврзано со ризикот на инвестирањето во земјата. Значи, секој од потенцијалните инвеститори ги проценува сите елементи на ризикот.
Меѓу другите и овој политички ризик. Знаете, во методологиите во светот, во проценката на ризикот, дека овој вид на ризик, другите се економски, финансиски и така натаму, политичкиот ризик на земјата учествува со половина од поените во оценките на вкупниот ризик, ако го изразите во некакви поени. Половина. Значи станува доминантен. Тој е првиот сигнал за погодноста за влез на едно подрачје. Сите овои елементи што ги споменате, со слабостите и проблемите што ги имаме, се одбивни елементи. Значи, по таа логика, ако прецениме, би имале, кога овие елементи би биле поповолни, ние би имале, може би, уште половина повеќе присуство, условно, речено, на странски инвеститори. Ова ги одвратува. Дефинитивно како. Па врзувате капитал, тоа е фиксен капитал, тоа се објекти, тоа се структури, тоа е технологии, средства и така натаму. Формирате пазар и слично. Значи, тоа се долгорочни одлуки кои имаат пребит овие елементи и кај нас се тие пречки. Дефинитивно. Професоре, на крајот од разговорот, потребна ли интервенција во сегашниот концепт на поддршка, привлекување на странски инвеститори? Ние ги спомнавме само домашните активности на домашен терен, но ние имаме економски аташеа, промотори за странски инвестиции. Ние се уште Македонија скапо се рекламира во познати светски медиуми. Значи имаме еден серијал, имаме еден широк фронт, механизација која што е ангажирана во интерес за привлекување на странски инвестиции. Дали може би е потребно да се размислувајте за некоја интервенција во целиот тој концепт? Ја мислам дека во тие промотивните активности се прешироки и пренагласени. Уште на почетокот, кога се формираа промоторите и во центри, тоа го сметат дека ќе бидат неколку пунктови во Европа, во Америка, на други места и ќе бидат снажни жаришта од таму кај што очекуваме инвеститори, вистински, реални, а не и широко во светот, кај што не можеме да се надеваме. Така што таму место за рационализација има. Ако ова ширење предизвика една култура на учење, на образување на млади кадри, функцијата е завршена. Широко во свет. Све треба, мислам дека треба да се приберат во неколку центри, ударни центри, каде што ќе зрачат вистински со ефекти кон конкретни инвеститори. Иначе, генерално земено концепт, не гледам што треба да се промени. Сега дури нема ништо да му се додаде. Тоа што е познато како квалитет во светот, како инструментариум, тоа е присутно. Што да правите повеќе? Даношна стапка вели маргинална, не знам. Тоа не е таа ни пример, таа е нула, не е 7,5 или 10, тоа е нула. 10 години. Не знам, веќе тие не се снага на привлечување. Може би отворање и за домашните инвеститори, јавно-приватно партнерство, да се промени концептот, поголема транспарентност во субвенционирањето. Дали имаме позиции каде што може? Секојаш треба да гледате дека тука се двајца играчи. И прашањето ние што би сакале. Ако размислуваме така како што ние би сакале, веројатно и помалку ќе имаме од ова што ги инвеститори. Мора филозофијата да смениме, да размислуваме како размислуваат инвеститорите. Да. Што тие барат. Да излеземе пред тогаш ќе ги имаме, ако имаме заедничка мисла, заеднички концепти кои се поклопуваат и ќе бидат тука. Не можеме да тргнеме тоа што нам ни треба. Никогаш нема да постигнеме резултати. Пресвртот мора да бидеш инвеститорот. Без разлика домашен странски? Сега во оваа фаза ви кажав, има еден наднационален пристап, но треба да се размислува секаде каде што може да се изедначи пристапот кон домашните инвеститори. Онаму каде што покажуваат знаци на оснажување. Да се приклучат, тоа сериозно треба да се отвори прашањето за можност за поеднаков пристап кон домашните инвеститори. Професоре Методи Несторовски, ви благодарам за учеството и присуството на 24 вести. Благодарам јас. Почитувани гледачи, најавувам реклами, па продолжуваме со останатите теми во денешното издание на Тренд. Останете така. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќен добитник на нови 100.000 денари е Валентин Талевски од Битола. И па на здравје кафе со Елит кафе.
Само во АМЦ. Купи на рати, веќе од 5 евра месечно, само со лична карта. Купи лаптоп, смартфон, таблет, компјутер, телевизор за само 5 евра месечна рата, само со лична карта. Аплицирај на лице место во салоните на АМЦ. Брзо и едноставно до вашиот нов уред. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. И додека странските инвеститори се подпираат на државна помош, домашните бараат начин како да си ги наплатат побарувањето од државниот сектор. По избор на економската редакција, пик на неделата. Домашниот бизнис бара рамноправен третман со државниот сектор. Бизнисот бара рамноправен третман во наплатата на долговите од државните органи, јавните предпријатија и општините. Од Стопанската комора велат дека сегашното законско решение нееднакво се применува за јавниот и приватниот сектор и ги става компаниите во подредена позиција. Нашиот предлог, конкретен предлог во врска со овој член, се состои во тоа да се дополни истиот со одредба во која што ќе стои дека не треба да постои никакво ограничување врз спроведувањето на извршување на парични средства на општините, односно единиците на локална самоуправа, на јавните предпријатија и на Република Македонија и нејзините органи, кога станува збор за извршување на парични побарувања кои што ги имаат субјектите кон овие органи. На прашањето колку државата му должи на приватниот сектор, од Стопанската комора велат: дали се побарувањата големи или мали не е наша работа и обврска, меѓутоа во секој случај и да се мали, да се големи, неопходно е еднаква примена, да се обезбеди еднаква примена на еден пропис за сите пред законот, што значи дека во секој случај проблемот во одредени кај одредени субјекти постои, не ниту еден, ниту два случаи, малку повеќе се. Од комората сметаат дека измените се неопходни за да се зголеми ликвидноста во бизнисот. Во обид да се подобри ликвидноста и финансиската кондиција на стопанството, државата ја воведе па ја укина задолжителноста на инструментот за должница, кој исто така беше промовирана како обврска што треба да ја подобри наплатата, но правилата не важеа и за државните долгови. Сега, со Законот за финансиска дисциплина, се утврдени рокови за подмирување на долговите, но и камати за доцнење. Државата, според овој закон, ќе го добие истиот третман во подмирување на долговите, како бизнисот, до година. Тука, почитувани гледачи, е крајот на ова неделно издание на емисијата. Нова тема ви најавувам за 7 дена. Благодарам за вниманието и на довербата.